Добар ден, јас сум Ифраим Љута. Денеска ќе изведуваме неколку вежби со Агрон Харедини. Исто така и Агрон е учесник на Олимписките игри, каде што имаше многу добар пласман. Беше четврти и пети на 25 и на 50 метри во Абу Даби. Сега ќе направиме неколку вежби за да можеме од дома да бидеме активни и да ја зачуваме кондицијата и реално и здравието. Сега ќе почнеме со вежби за загревање, кои ни се најпримарни и почетни вежби. Идеме со главата на страна. Правилно е од 10 до 12 повторувања да бидат. Кога се работи за главата, секогаш треба многу пазливо да се прават овие вежби, да немаме вртоглавица. Ќе треба многу споро, контролирано и фактички со увото треба да го фатиме рамото. Исто така ќе идеме и напред-назад. Одмараме мало. После секоја вежба се прави неколку секунди одмор, за колку толку да добие концентрација и мускулатурата, за да може другата вежба да биде направена правилно. Идеме странично. Реално, ние денеска ќе ги повториме сите поеднаш, но дома ќе ги повторите секоја вежба по 3 пати. 10 до 12 повторувања една вежба. После полека си почнуваме со рамењата да ни бидат поред тело и идеме горе-доле. Веќе кравате ми? 6, 7, 8, 9, 10. И ќе идеме сега во круг напред. Без пат. Десет. Фактички, ќе напоменам почесто пати, секогаш овие вежби да бидат повторени по 3 пати. Идеме сега назад. Дишиме длабоко. Напред се шириме. Исто така. Сега малце веќе добиваме загревање, добиваме температура што се вика и почнуваме секогаш да пазиме кога ги правиме дома, да не ги се удриме негде, зависи во која просторија ги правиме вежбите, исто така да ми е 10. Одиме назад. Ова вежба која ќе се прави, треба некогаш не е лошо да се искомбинира и со дигање на прсти, на стопало. 5, исто така и обратно. Секогаш е добро да се има координација на телото, бидејќи со една вежба опфаќаш и повеќе мускули и добиваш на подобар квалитет на вежби. Сега полека се спуштаме во половината и одиме странично. Другата страна. Девет, 10. Одмараме, дишиме малце длабоко по секоја вежба. Не е лошо. Некои што се потат многу, секогаш после секоја вежба на 5-6 минути да пијат по една голтка вода. Во секоја вежба телото треба да ни биде исправено правилно, редрейт. Идеме странично. И се вртиме 180 степени. Одмараме и после повторно повторуваме неколку пат. Сега полека си одиме по половината, каде што ќе идеме во круг,
Исто така 3 пати по 10 и на лева страна и на десна. Обратно. Си дишиме малце, се опуштаме. Диши длабоко, мрфринг фейл, агрон. Парцијално. Пратиме ме на агрон. Сега ги расшириме малце нозете и ги дигаме рацете горе. Идеме додолу, чепкаме паркетот и сега кренуваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Исто така треба да биде правилно, да не ги искривиме колената кога ќе ја правиме ова вежба. И како што се загреваме, одиме со потесни нозе. Полека во секоја серија, за да можеме да добиеме поголемо истегнување. Одиме повторно 10 пати. Афрекомот. Во оваа вежба речиси влегува во функција цело тело, бидејќи со главата си држиме, со рацете, со рамото, стомакот и стегнување, посебно на задна ложа. Сега ги доближуваме нозете, но нема да идеме скроз догоре, со пократки, бидејќи веќе добиваме поголема еластичност. Ајде го не... Еден, веќе пошто. 10 пати и ова направена. Се релаксираме малце. И сега со едната нога идеме малце понапред, во пета, а едната нога ни стои строз право, да не ја помериме. И си одиме напред. Една, па ја менуваме другата. 2, нагрон малце ова вежба му е потешко, али мислам другите ќе го подразберат. Издари пош. На овој начин полека влегува во функција цело тело и овие се слободно може да кажеме универзални вежби за сите спортови, исто така и за атлетика. Дека многу битни се, за кога ќе се почне тоа главниот дел, телото да биде во комплетна функционална состојба. Сега веќе си одиме за зглобовите во круг. Десет и одиме обратно. Се враќаме на другата нога сега. Одиме обратно. Колку што можеш, Агрон? Не е битно секогаш максимум се прави, битно да се добива максималното твоето можности. Значи 10, се опуштаме малце. Релакс. Сега веќе телото е уште поактивно, уште позагреано и може да идеме на подинамични вежби, али за битно за кога се прави трчање, бидејќи правиме многу јаки вежби, многу јако истегнување спринтот, треба и да идеме со истегнување на задна ложа, дори да се спуштиме додолу и со рацете напред. Љако е Јунин, искриви колената. Уште. Браво. Држиме неколку секунди и одиме на другата страна. Љако е Јунин.
Исто така држиме неколку секунди и се опуштаме. Полека веќе ги привршуваме вежбите, но бидејќи телото е веќе супер загреано, супер истегнато, супер вежби, можеме сега само уште последната вежба да направиме динамично, со ритам и привршуваме за цела недела да ги вежбаме редовно и да се гледаме на следниот тренинг. Идеме. Ова може и повеќе од 10 пати, до 20, 30 пати и со одмори. Ве поздравуваме за денеска.